Пешаците се една од најранливите категории на учесници во сообраќајот. И покрај статистичките податоци, иако уште неофицијални, покажуваат дека постои намалување на загинати и повредени лица во сообраќајот годинава во споредба со претходните години. Меѓутоа, се уште безбедноста во нашата држава не е на ниво како во земјите во Унијата. Пешаците многу често се дел и од активностите на Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата и соодносно тоа во програмските определби за наредната година, со самиот почеток на годината во периодот некаде март-април се предвидени активности кои ќе бидат насочени кон оваа категорија на учесници во сообраќајот. За жал, луѓе покажуваат дека пешаците и покрај тоа што се многу ранлива група на учесници во сообраќајот, сепак спаѓаат и во групата на најнедисциплинирани учесници во сообраќајот. Со други зборови сакам да кажам дека не само одговорноста за безбедноста на пешаците во сообраќајот е поделена. Од една страна нели сносат одговорност и самите возачи, меѓутоа важно е и самите пешаци да сватат дека и тие се активни учесници во сообраќајот и за нив важат правила и прописи кои што мора да ги почитуваат во сообраќајот. Истражувањата покажуваат дека пешаците учествуваат во сообраќајот, извршувајќи ги своите секојдневни обврски и притоа некако не се свесни дека и тие активно учествуваат во сообраќајот и со самото тоа мора на секој излегување на улица максимално да бидат внимателни и ги почитуваат сообраќајните правила и прописи. Со доаѓањето на празниците, претходното искуство покажува дека се зголемува и бројот на жртви и повредени лица од сообраќајни незгоди. Затоа годинава со порака и апел да се вози повнимателно. Големиот број на сообраќајни незгоди, големиот број на загинати и повредени лица во сообраќајни незгоди, нека биде едно предупредување за сите учесници во сообраќајот, посебно до младите, дека последиците од сообраќајните незгоди се многу сериозни. Да не дозволат еден момент на невнимание, момент на непромисленост, или би рекол дури еден момент на лекомисленост, да ги изнуди, да ги наведе да натерат грешка која што во суштина ќе значи загубен човечки живот. За жал, нели, младите многу често ставаат во сообраќајни незгоди, според светските статистики, а и во нашата држава, водечка причина за смртност кај младите лица се токму сообраќајните незгоди. Токму затоа апелирам најпрви во овие предновогодишни празници, оние кои што немаат потреба да не го користат возилото, а исто така нели доколку веќе се користат возилата, нормално да се почитуваат сите забрани кои што се поврзани со ковид протоколите, меѓутоа никако да не се дозволи да не се посегне по управување на моторно возило под дејство на алкохол. Искуството од минатите години покажува дека околу 25% од жртвите во сообраќајни незгоди или во просек 30 лица кои го губат животот годишно се пешаци.